umetnici. Da, ne, napred, na tamo. Siguren si дека не сакаш да дојдеш со мене? Наречи ме луд, ама не идам на часови на Чичи каде предаваат како да научиш Пепе да оди во тоалет. Помисли само колку милиони пелени би заштедиле ако ја применуваме неговата теорија. Би го намалиле загадувањето на планетата и водата, а да не ја споменуваме миризбата. Затоа што ги елиминирам овие вселенски чудовишта, јас ја заштитувам планетата, јас сум нов вид на еколошки бој. Некои од нас се родени да водат, други се родени да следат, а останатите се само збунети. Ти вистина ќе одеш на конференција каде се зборува за нови начини на елиминирање на ѓубре? Зар би те лажел? Тогаш еве ти, види како ќе го фрлиш ова. Многу смешно. Ја. Јас последен ќе се смеам. Брзо, свртай се настрана. Чекај. Само морам да се смирам. Не смеам да дозволам ова да ми влијае. Умри! Подобро да продаваш нешто што навистина ми е потребно. Смирете се, одесувајте се примерно, без степачки. Ајде, мрднете се шен, престани. Ау, здраво, Пет. Кои се сите овие зајачиња? Последниот пат кога те посетив имаше многу помалку. Па знаеш какви се зајаците? Одам на предавањето на професорот и ти пречи ли да ги почуваш малку? Мишел, не прави така, само неколку часови. Не можам, извини, но зафатен сум. Навистина, а што правиш? Мишел! Газови, извинете ме, всушност и јас ќе одам на предавањето. Стен отиде пред мене за да ми чува место покрај прозор. Стен, само што го видов како уди на кај Стефани. Што? Стен и Стефани? А јас? Джейсон, не го гризи тоа, видете добри деца. Не, оди си. Не ме терете да ви кажувам пак. Благодарам уште еднаш, Пет, срцте. Лили, идемо, чекај. Ке ми плати за ова. Многу е тивко, да не ти е расипано радиото. Тишината е платното на уметникот. Ако сум смирена, мојата креативност ќе почне да блиска. Тоа е сен. Јас кивнав по зен. Ти текнува? Не го правите тоа, престанете! Цимните, веднаш! But I'm the baby's father. Don't be so sure. Емили, сакав да ти се јавам, да ти кажам дека си ми најдобра пријателка на целиот свет. Тоа е толку сладко, Пет. Кажи ми, имаш ли некои проблеми со моркови? Не. А со зајачиња што јадат моркови? Навистина ми е жал што Пет не можеше да дојде. И мене, Стефани, но тој ми рече дека уметноста му предизвикува главоболка, па затоа ја избегнува. Штета да знаеше само што пропушта. Донесов еден од моите најнови цртежи. Што мислиш? Многу е интересен. Дали стрелката го символизира преголемото насилство во светот? Може би. Ја знам оваа слика за Свети Валентине. За тетка Марта. Пробав да му кажам дека треба да постави ограничувања, тоа е дел од растењето Стен. Пет, многу ми е мило што дојде. Стен рече дека не ја цениш многу Се уметноста. сигураш? Јас мислев само на уметноста на Стен. Малку едноставна, нали? Пет, како можеше да ги оставиш децата на Лили дома сами? Ги чува најдобрата бебиситерка на светот. Да не ги види некој од нас моите очила? Време е да ги најдеме внатрешните Пикасовци. Како ќе кажеш? А што рече таа? Терам ништо не знаеш, Пикасо е типот што го избркале од една градина, па морал да носи лист од смоква цел живот. Знаете дека не ве поканив да сликате туку за нешто друго. Сакам да ве ставам на пиедестал, да ми позирате како модели. За мене, добра? Слушна Стен, таа мисли дека сме манекени. И сме. Таа мисли на модели за уметници. Да не очекува да ги носиме овие. Нашите тела се исконски уметнички тела. Ако се угледаш да ги вајаш, бара сосема ново представување. А каде треба да гледаме? Која е мојата мотивација? Да стоиш тука и да молчиш и да ја правиш Стефани срекна. Ке ви пречи ли да позирате на голо? Без листовите од смоква? А ти никогаш не носиш лист од смоква. Дај ми го твојот, дај ми го, давај. Нема шанси. Се чувствувам гол без него. Одлични сте.
Изгледате природни, живи, верни на животот. Сте биле модели порано? Почетничка среќа. Среќата наскоро ќе ти заврши. И твоята. Оф, Барам Стефани беше задоволна од начинот на кој позиравме. Се надевам дека никогаш повеќе нема да го побара тоа од нас. и јас, дури и да има листови од банана, главата уште ме боли. Леле, Пет, би требало да наплаќаме од зајаче. Имаше проблеми, Емили? Аче, ништо страшно. Само открив дека сум алергична на крзно од зајак. Не, погледни ја куќава. Што се овие топчиња? Ова треба да ти биде лекција. Никогаш да не бидеш расипувач на забави. Се прашувам што би рекла Стефани за твоето внатрешно уредување сега кога личи на абстрактна уметност. Каква храброст, какво движење. Ова е гениално. Си ги оставивте чкртаниците кај мене. Ова е толку вдахновено и смело, ми продира длабоко во душата. Овој заек е толку оригинален, а толку познат. Се согласувате? Се Стефани, само разбира, да истото зборувавме му за го тоа, реков за на Пет, смелоста, токму тоа е така еден се смел чувствувам и заек. јас, Да, навистина. Да. Еве ти, на. И сега. Знаеш, Пет, почна да ми се допаѓа цидов со зајакот. Стефани има право, ти ослободува душата и не се чувствуваш обично. Може би можеле да го ставиме на мајчка или на пуштенски марки, кој знае, може би во неговото телевизиско шоу цртан филм со зајак. Тоа е глупост, оди на психијатар и праше го. Што има, докторе?